Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата од своја страна. Мојата денешна гостинка ја паметиме како телевизиски лик кој што беше поврзан со телевизиското шоу Големиот брат. Во нејзиното портфолио стојат многу проекти кои што се поврзани со естрадата, меѓу кои што и естрадниот магазин Backstage. Освен што ја знаеме како успешна жена, таа е сопруга и мајка на два прекрасни синови. Велам добре дојде за Снеже Велков. Снеже, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата од своја страна. Благодарам на поканата и драго ми и чист ми е што сум овде во твојата емисија. Заборавив многу во најавата да кажам, меѓутоа сето тоа ќе го кажеме овде. Ќе почнеме од почеток, што беше она што ја обележа твојата кариера како водител и како тевелица? Кој проект првично? Така, дефинитивно, ако зборуваме за најгледан проект, најширока публика, тоа е X Factor, заради тоа што се емитуваше нели и во Србија, и во Црна Гора, и во Босна, и во Хрватска, и во Македонија, што значи во однос на бројност на публика, во однос на атрактивност, во однос нели на гледаност, тоа е X Factor, меѓутоа таму имав и голема одговорност, нели, заради тоа што беше емисија во живо, заради тоа што се зборуваше на други јазици, заради тоа што имаше еден куп учесници, заради тоа што тоа беше сепак лиценцирано шоу, кое што бараше определени правила кои што мораат да се следат. Значи тоа е тој врв кој што јас би можела да го наречам во однос на, пак ќе речам, на големина на проект. Така, Снеже, ти си покрај успешна жена, мајка на две прекрасни дечиња, како и сопруга, нели? Како се справуваш нели со врските кои што се наметнуваат денес во општеството на модерната жена? Па вака, јас многу млада, да речеме, се омажив. За сегашни услови ќе го речам тоа, затоа што денешниве девојки не се мажат нели под 25, односно под 30 да, чекаме години. 30, чекаме уште. Чекате 30, знам. Па јас се омажив на 23 години, веќе на 24 бев мајка на првиот син, Ален, кој што сега има 13 години, значи веќе е тинејџер, а веќе на 29, значи станав мајка и на второто синче, значи све сум завршила пред 30 години, за да можам сега си рад, за да можам да си ја терам кариерата. Ако се сака се може, да. Ако се сака се може, меѓутоа неопходна е поддршката, затоа и викаат нели меѓу секоја позади секоја успешна жена стојат две баби кои што и помагаат. Новото, така, тоа е денешното. Да, имам две баби кои што помагаат, имам уште една жена која што тука се наоѓа и исто така и сопруга, значи голема поддршка од него, голема поддршка во однос на чувањето на децата и многу е битно, значи самата мајка да си ги постави своите цели, да си ги одреди своите цели и да биде свесна, да си го организира времето, меѓутоа сакам да кажам дека мора да биде свесна дека ако го оставам детето, значи и отидам на работа или ако го оставам детето, отидам да правам нешто за себе, дека не сум лоша мајка. Сум го оставила детето, меѓутоа после тоа ќе се вратам многу посрекна и ќе бидам многу подобра и со детето и со сопругот. А си го завршила сето тоа? Аз сум го завршила сето тоа. Значи голем дел од мајките, значи целосно се посветуваат на децата, па да речеме ќе изгубат и рутината на работа, ќе останат нели 9 месеци на породилно, па си зимаат после одмор, па така натаму, значи и ја губат и рутината на работа и некако стануваат пофлегматични, па тешко се враќаат. Па да стегуваат себе си, јас па така некако и значи после од тие муабети со кашички, со пелени, со дали прозборело, дали првото запче му пораснало и така натаму, во тој круг се затвараат и толку. Значи не напредуваат откако ќе го родат, нели првото дете, па и второто не напредуваат, едноставно се затвараат во филмот на мајка. Не, значи сме мајки, сме сопруги, меѓутоа ние треба да придонесуваме значи и за општеството, и за себе и да бидеме пред се задоволни ние. Така, ти си сосема обратен пример од оние нели кои што влегуваат само во улогата на мајка и ништо друго не прават. Ти од ден на ден си се поуспешна, јас се следам од многу одамна. Кажи ми, што е она што те движи напред од самиот почеток па се до ден денес? Па не знам, и кога си изворена да продолжиш да евентуално проект денес? Да, па не знам, јас сум од типот, сега вака, тоа не звучи добра споредба, меѓутоа постои ајкулите, тие се движат и ако случајно застанат, значи ајкулите умираат. Значи он мора да биде цело време во движење. Ја мислам дека така, значи јас ако седнам, мислам дека не знам што да правам со себе. И затоа јас цело време си барам нови обврски, затоа што тоа ме прави жива, тоа ме прави исполнета. Така да пак ќе викам, ако седнам, значи не можам.
Јас велам до енергијата, можеби е. Па можеби е до енергијата и во мојата желба да пробам ново и секое ново нешто ми е предизвик. Значи ако нешто ми се допадне и ако посакам тоа да го направам, ќе го направам. Да, ќе го направам. Значи не постои тука пречка. Значи ако јас сум сакала да направам одредена вежба, еве сега да речеме за пилатес, значи ќе се убијам да ја направам, меѓутоа ќе ја направам на крајот. Ако треба нешто да сготвам, значи 6 пати ќе го погрешам, 7-миот пат ќе биде успешна. Ако сакам да направам некоја емисија, ќе почекам, можеби не оваа година, можеби не следната, можеби не, ама ќе ја направам. Така да имам желба да водам вести и ќе го направам тоа. Можеби не утре, можеби не за една година, меѓутоа ето кога ќе бидам 50 години и така. Така е, малкумина можеби знаат дека добро готвиш, меѓутоа многу те познаваат како популарна пилатес инструкторка. До каде работава со пилатесот? Па со пилатесот еве веќе четврта, веќе навлегувам во петата година со држење на часови пилатес. Љубовта не испадна случајно, туку испадна намерно. Затоа што јас првичната идеја ми беше малку да речеме ме фатио на постпородилна депресија на тие 24 години кога моите другарки искачаа, јас не можев да излезам затоа што имав бебе и си барав нешто плюс кое што нели ќе ми исполнува, кое што ќе биде период само за мене и тогаш го открив пилатесот и прво нели вежбав, значи вежбав некои 7 години активно. Првично за себе? Да, првично за себе и да речеме јас сакав за да ги зголемам килограмите затоа што имав проблем после пораѓајот, многу ослабев и да имам повеќе енергија и да ми станат подсврсти рацете за да го кревам малиот пошто он нели растеше и така некако почнав, се заљубив во пилатесот, таа љубов трае ден денес, сега нели од другата страна, меѓутоа активно си терам и понатаму. Имав мал проблем со коленото, за кој што малце морав да одмарам заради тоа што стварно сум претерала со сите обврски, меѓутоа секако пилатесот си е моја љубов. Така абстенираше некој период од телевизиските екрани. Колку време беше тоа и што беше пресудното што те натера да се вратиш? Значи, мислам дека некои 2,5 години. Буквално некако се изморивме едни со други камерите, јас, и никаква презаситеност дојде, затоа што немаше ништо ново, немаше никаков предизвик. Да, буквално немаше никаков предизвик, од типот заврши X Factor, заврши Big Brother тогаш, немаше нова сезона на Твое лице звучи познато, кој што нели јас одев известував од Македонија. Единственото кој што остана на телевизиите и таа некаква фаза, некакво затишје, нешто избори, нешто политички се менуваа работите, единствено беше или утринска програма или вести, никаков предизвик друг немаше и реков окей, ова е времето кај што треба да се застане затоа што нема ништо друго. Ајде ќе се одморам, ќе ги сублимирам впечатоците да видам каде и како сум, каде ќе се пронајдам, можеби треба да сменам професија, дојде ној редот, така да решив да се одморам, од друга страна нели да ја погледнам телевизијата и одморот навистина требало да се случи. Така е, денес те гледаме како автор и водител на проектот VIP на еден ден, кој што морам да признам дека нема човек во држава кој не слушнал или не го погледнал тој проектот хуманитарен карактер. Чија беше првичната идеја? Претпоставувам твоја. Колку време требаше да се сублимираат сите тие работи за да дојде до нели почетна фаза на овој проект? Па, таа идеја одамна тлееше, меѓутоа некако не е било времето нели да се појави и не е било времето да биде реализиран. Може би требало и јас да созреам, може би требало нели све да легне, да се поклопат коцките и за да може да се изреализира целиот тој проект. Сосема случајно јас бев гостинка во една емисија каде што тамошната продуцентка ме побара дали си заинтересирана да речеме да почнеме некаков телевизиски проект, имаш ли идеја да видиме што и како да направиме и ја реков дека јас имам идеја која што нели си стои во фиока, меѓутоа да пробаме да ја реализираме. На почетокот, значи, првичната идеја не ни беше таква, беше идеја од типот луѓе, буквално нели да се пријавуваат, па да може да се надпреваруваат меѓу себе кој како нели изгледот ќе си го направи, нешто од тој тип, меѓутоа кога почнавме ние, кога ја отпочнавме целата работа нели за снимање и сето тоа, видовме дека ова веќе се претопува во нешто сосема друго и го насочивме тој правец. Значи првичното нели
се плашевме дали ќе имаме луѓе кои што ќе не излезат во соработка, зборувам за соработка за помош, значи за донирање, за поправка на заби, во однос нели и на медицинска поддршка и така натаму, значи навистина бевме скептици затоа што влеговме буквално, како ќе оди, затоа што сепак одиш и на некој човек му велиш ти треба да дадеш гратис или го замолуваш, така, или го замолуваш нели во хуманитарни цели. Така да малку скептицизмот беше присутен, меѓутоа заради тоа што ја видоа нашата искрена желба, нашата искрена идеја и буквално нели работиме со живи луѓе кои што доаѓаат кај нив, ги гледаат, се обединија и ден денеска се обединуваат еден голем број луѓе околу еден учесник и благодарение на сите тие луѓе, на сите тие големи срца, ние успеваме да ја реализираме целата емисија. Да, така е. Тоа беше моето прашање, колку кај нас еве институциите, односно оние луѓе кои што треба дали да дадат, не знам, од стоматолог до доктор, до не знам, до фризер, до шминкер, колку се отворени за соработка за вакви работи, мислам за кандидатите? Ќе ги пофалам стоматолозите, тоа е една неверојатна професија, хумана, кои што буквално сами си се пријавуваат и сами викат нема проблем. Колку треба да помогнам, што треба да помогнам и тука зборувам, значи не се тоа само поправки на заби, тоа се сепак и протетски помагала, почнувајќи значи од оние класични вилици што ги викаме нели протези, до мостови порцелански, значи тие луѓе се подготвени, значи да донираат, да го донираат својот труд, своето време, својата посветеност максимално. Ние имаме значи учесници кои што никогаш не биле на забар. Имавме учесник да речеме кој што има ненормално голем страф од забар и буквално забите му се расипале заради тоа што он доаѓа на забар и се тресе. Значи, имаат пристап, имаат трпеливост, значи тоа не мора да го прават, нели? Он може да каже, окей, јас еве пробав, не сака. Да. Така. Најдете си некој друг. Не, значи толку се трпеливе, толку се посветени на целата работа, значи тоа го прават, сакаат да помогнат и многу е важно дека не е само за емисијата, затоа што они освен тоа што му помогнале нели сега во емисијата, они понатаму остануваат нивни матични стоматолози и секогаш кога ќе посакаат можат да отидат таму, значи и да си ги поправат забите или некаква корекција без разлика на се. Тука ни се значи фризерите, шминкерите, значи салоните за значи сите се расположени се да донираат, значи расположени се да соработуваат, тука се значи да подадат рака, дури со своји предлози заеднички. Јас ќе кажам дека ова е проект кој што важна е идејата, меѓутоа ако не успееш да ги најдеш луѓето кои што ќе го реализираат, бадиела ти е целата идеја, така да ние сме една група на луѓе. Јас знам да ставам хаштаг да кажам дека заедно сме подобри, заедно сме посилни, заедно сме посреќни. Буквално. Колку луѓето на кои што им е потребна нели помош се охрабруваат да се пријават еве на ВИП на еден ден? Многу повеќе. Многу повеќе во последно време, да. Затоа што на почетокот првенствено срамот. Срамот ги спречува да се пријават, ќе се појавиш на телевизија, тоа се луѓе кои што се на маргините и кои што некако се сокриени буквално нели и од јавност и од по улиците кога одат тие не одат на јавни места нели обично, значи се сокриваат дали со палта, буквално зборувам, значи се некаде така да се прошуњаат да не бидат видени затоа што се срамат од самите себе си, меѓутоа и буквално нивната сиромаштија, неможноста значи да влезат во тие други кругови, значи ги тера да се повлечат, нивото на самодоверба има многу мало и токму заради тоа мислам не можат нити да се осмелат да се пријават. Па затоа најчесто пријавите ни беа од други луѓе кои што ги пријавуваа, па ние потоа се јавувавме кај нив, па баравме некако со разговор да ги убедиме, затоа што навистина им е потребна помош. Тука не излегува нели во пресрети оние лица кои што ги пријавиле, за да денеска сами си се пријавуваат. Сите и секогаш ги прашуваме дали сте подготвени да зборувате пред камера, мораат да ни потврдат да, затоа што за жал имавме еден случај кај што една колешка сакаше да ја изненади својата колешка и не побара нас нели да дојдеме да ја изненадиме. Ние прашавме од околу дали знае што е како е, ве молиме, знаете, дајте ни потврда дека ќе зборува за да не биде нели сме дошле, а сепак не сме успеале нели нити да изненадиме, нити да ја израдувам. Меѓутоа што се случи не знам, буквално цела екипа собрани нели и кога требаше ние да ја изненадиме, девојката ни избега. Мислам буквално се тргна, дали се исплаши од камерата,
дали свати дека ете се случуваат работите, па ја фати паника, имаше потреба од нас, на вистина, значи имаше потреба и во трансформација на изглед, имаше потреба, значи и во однос на самодоверба, значи самата колешка сакаше да ја помогне, меѓутоа со сила на човек не можеш да му дадеш, можеш да му земеш. Така да од тогаш одлучивме дека секогаш ќе им го поставуваме прашањето дали сте подготвени да зборувате пред камера, ако ни дадат потврден одговор, тогаш во ред, нашата екипа е подготвена да дојде. Ако не, за жал не можеме да помогнеме. Нашата цел зошто го правиме тоа јавно го правиме за да покажеме дека навистина се случува и дека сето тоа кое што ние го правиме, значи го правиме за доброто на човекот кој што се пријавил. Ние и после тоа, значи откако ќе заврши емисијата, ние после тоа значи го следиме него, па ќе ни испрати фотографија, ќе ни каже еве каде сум, еве што е и како имавме еве на крајот од годинава од 2019, значи ние ги собравме сите учесници кои што биле во 2019 од новата сезона, значи само за да покажеме како изгледаат. Значи тука ни беше Дејан, ни беше Загорка, Наталија и Викторија, мислам дека се вика, да, ни беше Виолета. Ние сакавме да покажеме еве што после тоа им се случило, значи ги прашавме што ви се случило, кажете ни, отпосле, значи некој бил учесник пред 4 месеци, некој пред 5, за да ни кажат, нели, и да ги видиме во живо сега како изгледаат. Не ги дотерувавме ние, него им рековме. Сега вие ќе си се спремите. Навистина, значи се спрема и дојда како за на телевизија и дојдоа, значи полни со самодоверба, многу поинаку они го прифатиле зборуваат. веќе начинот на таков живот. Они поинаку зборуваат, гласот им е многу поинаков. Значи он зборува со самодоверба. Кога ми се обраќа со самодоверба, го нема тоа гледање во под, како што било на почетокот кога се срамеле од самите себе си. Сега веќе лежерно сето тоа иде, така да. Тоа е и крајниот резултат и постигнатата нели цел кога знаеш дека си успеала во сето тоа што сте го вложила. Снежа, колку е тешко да се да се задржи професионалноста и да не надвладеат солзите при ваквите приказни? Тоа ме прашуваат сите, затоа што повеќето луѓе кога ќе ме сретнат во живо, нели ќе ми кажат дека емисијата ја гледаат, меѓутоа прашањето е како можеш ти да не плачеш кога ние плачеме. Ќе признаам дека на почетокот многу ми беше тешко, затоа што првично се соочуваш, значи, со човечка трагедија. Значи, дали тоа е сиромаштија, дали тоа е некаква си депресија во која паднале заради болест, заради изгубен некој свој близок, дали се тоа деца без родители. Значи, тоа е човечки е да сочувствуваш со нив. Меѓутоа, имав јас разговори и со психолог, има и психолог во нашиот тим, разговаравме за да нели сето тоа не ми влијае. Мене не ми влијае овде кај јас додека зборувам, меѓутоа кога ќе си отидам дома, кога ќе монтирам, значи невозможно е. Значи јас не можев да спиам затоа што знам дека имаме ограничени можности докаде можеме да му помогнеме на тој човек. Ако значи на него ќе му го смениме нели физичкиот изглед, ќе му помогнеме ако тоа треба купатило, ако треба. Меѓутоа гледаш дека на тој човек му треба помош од институциите. Ама ние не сме институција, не можеме да им помогнеме. И тогаш значи си превртував филмови во глава, сега како, зошто, значи тешко ми е затоа што не можеш да дадеш повеќе, толку е. Значи ништо друго. И тогаш, значи со совети, со разговори, значи ме кажаа вака: ќе си го гледаш како проект. Значи го гледаш како проект, нели? Меѓутоа проект кај што веќе знаеш што треба да направиш. Така да ние сега секогаш кога ни пристигнуваат пријавите, ние со тимот разговараме. Што е возможно кај овој човек да се направи? Прашуваме кого сакате да запознаете, прашуваме кои се вашите идеи, што сакате да видите, каде и како. И ние правиме еден концепт кога ќе отидеме кај тој човек. Значи веќе јас сум со концепт. И кога ми зборува и сега кога ми вика, ми се смеат заради забито, ја веќе знам дека ти ќе имаш прекрасна насмевка, значи тоа ми е веќе во главата и јас на тоа веќе размислувам. Кога не знам да речеме сакал да полага за кола, меѓутоа немал пари да си купи, ние веќе сме нашле автошкола, значи јас на тоа размислувам и заради тоа се воздржувам од солзите. Меѓутоа, многу е важно и на тој човек кој што седи спротив вас да му кажете дека вие сте тука за него. Ако и јас плачам и ти плачеш, ништо не сме направили. Значи на него му треба некој кој што ќе му биде силен и кој што ќе каже се е во ред. Се е во ред, ако во ред исплачи се, ама ќе биде подобро. Ако јас плачам и не знам што понатаму ќе направам со тебе, никому ништо. Они само знаат да ме буквално да му кажеш здраво како си денеска. Значи многу им е поубав денот, затоа што на некој од тие луѓе само им требаше да ги гушнеш, никој во животов не ги гушнал. Така да
Сакам да кажам дека се воздржувам, затоа што ја гледаме иднината ни. Ете, тоа не е тоа. Така, можеш ли да издвоиш една приказна која е ти оставила најголем впечаток од сите досегашни, која што буквално те треснала од земја? Сите приказни се посебни на свој начин и сите приказни се поинакви, заслужуваат внимание и секоја си има нешто кое што оставило голем впечаток кај мене. Дали тоа бил изразот на самиот човек кој што, ете, без разлика на тоа каде се наоѓа, што и како и понатаму се бори во животот, не се предал. Дали тоа се некои трагични моменти кои што гледаш дека им се случила, дека тие луѓе со насмевка викаат ќе продолжам напред. Па прашања од типот, на пример, како е возможно некој да остави дете. Зборувам нели за лицата кои што се од дом. Па да речеме фасцинантен ни беше и податокот кога направивме ДНК анализа, па кога за жал беше негативен беше резултатот за жената која што мислела 15 години дека тој човек е татко, за жал не е. Ето и таа некаква емисија ми остави впечаток. Мене ми оставаат впечатоци, значи таму каде што нешто изгледа невозможно, значи да успееме да го направиме. Кога ќе ми речат не може да се направи ДНК анализа, може да се направи. Само мораш да ги најдеш начините на кои што ќе дојдеш. Институции, за жал, не можеме. Тоа се прави во МАНУ, меѓутоа тоа е државна институција, таму некакви правила се бараат, не можевме. Океј, ајде ќе пробаме приватно. Приватна, значи постои ординација која што го зима тука примерокот, меѓутоа го носи во странска земја. Тие луѓе не излегува во пресред, дури не ни сака ништо нели да ги спомнеме, нели ние им возвраќаме со тоа што да речеме ги спомнуваме, не за да ги рекламираме, туку да дадеме пример дека ете, треба да се вклучат и останатите. Значи исто како ова, затоа што нашата цел не е нити да донесуваме заклучоци, нити да осудуваме. Целта на емисијата е со пример да покажеме како треба и како може. Значи никаде не донесувам заклучок. Ти не си помогнал и сега јас тука ќе кажам вака и вака и вака. Ти си помогнал, вака и вака треба да направиш. Не. Пресудете си сами, еве го примерот, еве го човекот, како е направен, како е среден. Утре, ако можете, помогнете на него, на сличен како него. Да, значи, кога зборувам за предизвик, еве ги. Значи, емисија која што ми оставила најголем впечаток е таа заради тоа што ги надминавме границите, направивме ДНК анализа, прва јавна ДНК анализа во Македонија. Надминавме исто така граница кога имавме побарувања од жена, мајка и детенце, кои што за жал 20 години немаат купатило. Успеавме со наши пријатели да им направиме купатило. Денеска се среќни и мене ми е многу големо задоволство кога нели ќе слушнам дека е по 3-4 пати ми вика сега се туширам во неделата, тоа ми е преголемо задоволство и најсрекна бев кога водоводжијата кој што исто сам се пријави, значи голема благодарност и денеска до него затоа што буквално им донесе вода во куќата која што немаа вода. Најсрекна бев, само ми прати порака на Viber со снимка и ми напиша потече вода кај семејството во Маршевци. Тогаш сум била најсрекна. Значи толку многу значи тоа. А сите останати приказни имаат посебно место во моето срце. Верувам, Снеже, која на самиот крај која ќе биде пораката која што ќе ја упатиме кон нашите гледачи нели во склоп на муаветот за хуманитарниот проект ВИП на еден ден? Која е онаа порака која што ти ќе излечеш и ќе упатиш кон нашите гледачи? Па, она која што стално го пишувам, значи заедно дека сме посилни, заедно дека сме подобри, заедно сме посрекни. Значи не треба да се делиме, треба да се обединуваме, затоа што заедно сите можеме многу повеќе. Значи, престанете со суетите, престанете со хејтање, значи дајте да направиме нешто подобро. И многу е важно. Значи пофалете го човекот. Не мора, мислам се, јас тебе можам да ти кажам да ти замерам затоа што можам тоа да го направам, нели? Меѓутоа не знам што добро јас ќе извлечам од тоа. Кога на некого ќе му се насмевнеш и ќе му кажеш убав збор, ти ќе се чувствуваш подобро. Тоа мора да се свати. И така да се тераат работите. Хејтањето, оставите го за некое друго време. За друго време, така. Да. Снежа, ти благодарам уште еднаш што ја прифати мојата покана. Ќе ти честитам за се што правиш, што си правила и што правиш досега, што си цртала насмевки на лицата на оние на кои што им е најпотребно. Продолжи да бидеш пример за човек кој што придонесува за еден поубав живот и за еден поубав свет. И тоа би било тоа. Фала ти многу тебе, еве, и ти беше дел
од насмевките, заради тоа што сите кои што го поддржуваат проектот на VIP на еден ден придонесуваат за уште повеќе да се шират насмевките, така да мене ми беше многу пријатно и многу убаво, да, и заедно сме посретни, тоа е тоа. Фала ти. Почитувани, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Овој пат разговаравме со Снеже Велков. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Ние се гледаме веќе наредната среда во истиот термин. До тогаш бидете поздравени.